Нема оправдување за какво било насилство врз жените, е пораката што ја испрати денеска Форумот на жени на СДСМ во Куманово на стартот на кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство. Кампањата која започнува токму на меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените ќе трае до 10 декември, меѓународен ден на човековите права, рече на денешната пресконференција Сања Јовановска, председателка на Комисијата за родова еднаквост на Форумот на жени на СДСМ Куманово. Нашите заложби се за градење на фер, праведно и еднакво општество, базирано на принципите на родова еднаквост во секој сегмент од живеењето. Веднаш по доаѓањето на власт ја усвоивме Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, односно Истанбулската конвенција, како и Националниот план за нејзина имплементација. Со Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, државата воспостави сеопфатни и интегрирани политики да превенира и да ги заштити жртвите на насилството, рече Јовановска. Воспоставени се специјализирани сервиси за жени жртви на родово базирано насилство и семено насилство во 7 плански региони на територијата на нашата држава. Воспоставени се 13 центри за жени, жртви и нивните деца на семено насилство, 10 специјализирани советувалишта за жени жртви на насилство и семено насилство, како и 8 специјализирани советувалишта за психосоцијален третман на сторители на семено насилство. Должноста на секој од нас е да реагираме, да пријавиме. Секој од нас може да спречи насилство, а жртвите на родово базирано насилство, жени и девојчиња, треба да знаат дека не се сами. Тука сме ние, нашите партнери, граѓанските организации, чија улога во општеството е многу значајна. И секако поддршката од меѓународните организации, затоа што насилството не препознава пол, вера, нација, образование, професија, политичка припадност, како од страна на жртвите, така од страна и на сторителите. Од Форумот на жени на СДСМ потенцира дека насилството не смее да се премолчува и затскрива, а претрпеното насилство не треба да предизвикува срам, туку спротивно. Во борбата против насилството врз жените и семејното насилство треба гласно да се зборува, со цел негово спречување и обесхрабрување на лицата потенцијални вршители на насилството.